Живо поздрав од ресторан Ексклузив. Продолжуваме со емисија за Куманово, број 182. Денес имаме едно интересантно соговорника, кој што ќе збори за негов живот, за живот у Куманово како е бија некад, а ваш гост е Младен Славковски или кумановци го вика Маџо. На почеток на емисија стандардно падаве подсету, драги мои кумановци и кумановки, за имунитет. Овдека е фантастичен производ, Тодоксин имунобезик, препарат кој го диза имунитет, стварно многу помага да го сачуваме здравје од најобични болести до најтешки, и конзумирате го Тодоксин, нема да имате здравствени проблеми. Како што кажа, ваш гост е Младен Славковски Маџо. Маџо, ти си познат човек од град Куманово и веројатно уште увек си активен, движи се, иако одамна си у пензију, не си застанаеш, што се вика и по вие стари години. Да, шетам и оште. Иако имам 75 години, па, што да ти кажам, ја... Сакам да кажам, години не се важни. Да, бија сам спортиста пуно време, па и сам играеј у Панче Пешев. И цел живот ми е, па по радни акции, сам бија работни акции, цел живот ми е у движење било. Сега покрај унучиња па се движу, шетам, пошто ги имам 6 унучиња. Не сме живи и здрави. 6 унучиња и чувам покрај нима, со жена искачувам помалку, док можемо, се шетам. Ево да ни кажеш, обичајно тебе те прашамо на почеток, каде си роден ти, у кој дел на Куманово? Ја сам доле на Пројас Как. До 56 година там сам живее. Тој е коде што продава чаеви. Слањена роса. Слањена. Терет, прва куќа у Терет. Тој ќе още ту. После кога се роди брат ми најмалечок, јам сум 55 година, морамо да купиме другу куќу горе на Треќа Македонска, за набројада, број 120 си постои тај куќа. Ти сигурно го знаеш, тој поминуваш по Треќа Македонска, баш на ќоше, каде што семафори. Добро. Одма учело тој куќиче малечко едно и од позади имаше едно куќе. Још си постои. Тој смо купиле куќу. Па негде 6 годину почнава да правиме нову куќу, Драган Стопарајк биднат. Тој 7-8 куќа, 14. У Терет исто. А тој кој што е бивша кател, па подоле, така ли? Да, кател кој што беше, тој карши живеше Чедо. Чедо Трајановиќ. Трајановиќ. Сега го бутнава, тук се прави нова куќа. Па да тој прво зрадо кој што е тој практико, тој е куќич. Аха. Тој е куќич одма, тој во града има. Да ти кажу, тоа е било оддавна, тој можда е била и последња куќа скоро. Број 102. Ти тој живи сега? Не, тој сам живео. Ја до 6 година, после направимо ново куќа, се живу, каде што се спушта Перо Шварц. Добро. Што на Драган Стопарајк што даде. Одма тај куќа. До, ако знаеш Никола Давидовски, каде седи. Коле певач. До njega, прва куќа до njega, Делине ограда. Тој смо се уселиле 62, 63, да има 30 Тујнев оти. Тај куќа стара, страна Чичуми, и они сега, нема никој тамо, нека кираџија има.
останат мошки се бута некад, нема важно. Туј, Ајде, може пиши ни ги. да ти кажу дека од тракторско, знаеш тракторско каде што беше, каде е била, што е Сакаранстор, до моје куќи, туј имаше едно путче, тако пут, не беше улица, кој искачаше негде дека на експлозив. Практично тој беше Треќа Македонска. Од списка. Не имала многу куќе. Треќа Македонска го после пробива, нема све ниве велати. Све се ниве биле и ти кои што живееш на све ниве. Да. Све тој. Немаше пробиено Треќа Македонска се што испада, што искоча доле кој што се спрže. Значи горе идеше по пут туј искачеше тај уличка се Драган Стопареvić. А иначе тоа е било Треќа Македонска. Тој се биле све ниве, тој се игра смо фудбал како деца. Тој каде што е моја куќа имаше 5-6 куќе тој на Марјана, на комунисти што е професор. Марија Митевски, да. Тој овна до наша куќа позади, сак например друго куќе тој е негова баба, мајка живеала, па ми сме живеа, па тој Барци живееше. Тоа е било тој. И Да, понапред. тој живе и Чума живе. Да, Чума е понапред, тоа не, тој беа ниве, после они ги направија тоа. Да. Не, тоа беше од тракторско натамо немаше ништо. Све се ниве биле. Како што од гимназију овој дел наамо што беше и тој беа све ниве туе. После почна да се гради в тој куќе, се плански беа куќе и полак се Куманово деде. Знаеш Да. каде. Значи тој детство ми е било доле, значи многу малку до 7 години сум доле живеа на тој улицу, на Проеското как. Што памтиш од тој детство? Тоа е, што е, ке ти кажам, Не имало многу куќи, така? немаше, само тој дел беше туја. Од лево страно немаше ништо, башче беа. Каде што е градинка, спортска сала, тој беа државни баши, ги вика сум ми. Тој имаше еден пут. И тој си иде смо у реку, се бања смо. Тој Радка Шекерџика, ако си го чуе. Мислам на Биџови беше тај. На Биџови, Да. на Биџовари кod татко и мајка, на Верета жена што е. Биџовеле. Она има што шекерчиња, бонбончиња, шарини, тој се зима смо. И како деца тој смо ишли. После се горе преселимо. Малку ми беше многу далеко и школа и све. Иначе школу сум учија у Христијан Карпош од прво до 8 оделение. После гимназију заврши, па заврши висше економско у Прилеп. Меѓутоа, моји активности практично почнава баш од 8 летко. Еве се ги покажеме овие слики од тие, школа. тој Али се кај те прашам тој детство до 7 години што го збориш, куде што си бија на Мошен пијаде. Да. Ви сте играле иако си бија доста мал, тој доле баш имало. Да, тој смо си играле се. Па тој си сеќаш, имаше си пут покрај овој, па се Имаше еден кладенец там подоле. У реку си иде смо туја, имаше меѓу овој пут имаше, обичен пут беше. Тој и тој си се бања смо, тој смо си играле, фудбал смо си тој играле со деца. Многу сам мал бија за да памтам све. Да. Веќе после горе кога се преселивал. И тој беше мало, али тој сам до 60 година, што се вика 61, 62 години, у тој куќи на Треќа Македонска број 102. У тој куќичко. И што, како деца, што смо знаеш, играле смо джелик, соде, на пају, криву магарицу, лопови джандар. Тоа е било наше. Кои се биле комшије така на Треќа Македонска? Комшије тамо се биле, таја имаше егејска куќа, не знам, него знаеш ти се кој што е тој треќиот зградише до мене. Оградена беше тој 3, Ане, Пере и Гоше. Над мене стоеше Осим Благе. Еве го одека. Осим, добро. И он фудбалер с мене играе и он. Овамо беше Барац Томе, негова фамилија, тој е малку помал. После кога се изградива горе куќа још сега Јосе Јефимовски Јоско, исто фудбалер и он го има туе. Значи таа екипа и фудбал сме играле па у школу, гимназију, скрап малку тој. После овамо беше немаше ништо. Ево прилику ми ти покажам фотографија кога си у школу. Да. Еден убав период од твој живот, основно образование. Ти ќе покушаш да ни кажеш кои се ти овдека школски другари, слободно си ги земи научари и прво да ни кажеш кој ти бил учителка. Чека само камера да го Тој пати. е учителка Добрила. Тој е моме, работеше на бензинско пумпо починате. Добро. Моме. Боре, Шуте Малечак. Еве го Шуте, бубњар. Радевски бубњар. Да. Овој е Цврсан. Црцан.
Да, цртана, еве га. Рукометар. Да. Еве го Снеже на она почина се и муж на ова умревали двојицата, каже га, правобранител беше. Добро. Тука да Стопарек исто се како му е. Ѓоше. Ѓоше. На Ѓошета жена Снеже, еве го. Сунчица, она у Франција посоде, чека да види још некоја од овие кои се тие, да ги познавам још. Забранија сам ја, сега сам најгоре тие. Чека, Сунчица, она Сунчица у Францијуцу на отиде. отиде оддавна, пред 40 години. Да, у Франција, она е еве уморечка, туе у средина. Да. Еве го туе. Зорица tego до њума. И она починачи мине се. Радмила. И не може се да ти кажа, забравија сам одамна е бил. Важно, тие се некои што ги познавам за гој. Еве друга фотографија, во се Ова овде е исти. све у Карпуш. Ево дека Ова е каде исто оделение или каде си бие? Не, ово е шесто. Шесто, добро. Еве го Деса. Класно. Кој ти била класно? Овој професорка ми е била по српски јазик. Пошто и српски смо училе теку. Да. Еве го Деса, Боре, ја, Моме, еве га, он све заедно сме многу дружиле. Еве га Моме, туе. Еве го Зорица. И она се изгледа почина. Маре. Снеже. Ево овај Слаѓана. Она работеше у малку медицински како лаборант, не знам дали е жива, да ти кажам, од Нигина. Толку. И други. И од дека, Овој пишува 7-6, 7Б. 7Б, ово е, сега кажа, овој класа ми е бија Стојко Струја, ако се чуе. Стојко Струја. Да, он живеше у двор на Карпош. Ту имаше една куќа и ту си ја живеја. Еве го исто Деса. Карпош каде е била таа школа? Секуде што го. Секуде што е. Тој не беше, порано не беше школа. Порано беше детски дом. Тој деца без родители се сватуе. Дедо ми е, на жену татко ми е бие директор, Владо Христовски. Прв учител, баба ми прва учителка, Христовска Елица, а он беше Фактички ти си мlađo ише пешки од тамо до дома. Од Драган Стопаревиќ до Карпуш. И што ти кажам, ама так не е имало сообраќај, не е имало струја, не е имало струја, не е имало банде, не струја имаше. Не осветлено, тоа беше обичан пут од страна Трња, не знам дали се сеќаш ти, дали си ти си помлад, не се ишија потоа. Доле не е била пробиена Треќа македонска. Драган Стопаревиќ што е сек тој Треќа македонски иш. И скачаше негде од дека доле. Тој скачаше. Али карактеристика за тоа време и кога стиште ви у школу зимуска, пешки имало е пуно снег. Снег, до колена снег, па и тој ќе ти кажу. Ми смо се санкале од Соколану, што сообраќај не е имало, до центар доле на санки. И праве сме тие, брат ми работа у тракторско, правеше ские железни, па ги завртила кој, заврти напред дупчи од подзадите кој направи дупчиња, па стави конац, со моли стегнемо и тоа ти е било како права со санки да држиш надоле, да не еш лево десно, али нема сообраќај, нема ништо. Комотно смо свишели. Треќа македонска практично, не знам дали се сеќаш, од тракторску, намо беше, калдрма беше и тесна улица. Каде што беше казанџија и се казаници и постои, и делуцка зграда која што на Пужу, туј беше многу тесна улица. Ти шише, фактички, со санки стиште од Соколану доле до центар. Па некаде до автобуско. И фатимо до автобуско налови. Али се кажувате не е имало авто, може да имало авто, овие држави некоја кој имало авто. Приватни не е имало ништо. Мал град беше. И после што да ви кажу, исто највечер знаеше сам кад попораснamo, само по Корзот идемо. Корзот како на митинг, 2 по 2, по Корзот девојке. Да се задржимо на детство. Ајде. У детство и на вас ви е било карактеристика нормално, као свите. Мајка на мачка леп што има и надвор на улицу. Леп и шеќер. И воду. Дора и воду. Или мас. Лепи мас на мачка, црвено солче и крка еди и шетај. И значи не сме имали како се деца телефони едно друго, така не бе брач. Ми само се гледа школа да завршиме и да си играме. Кажувате,
Навечер до едно време преко лето, па на банјање по реку, па доле после поврх Сламов парк доле, каде ово имаше едно триаголниче, имаше тамо си играли смо фудбал. И многу детство ми е било интересантно. Многу интересантно. И цела сте биле И цел надвор. за надвор сме биле. Телевизори не сме имале, телефони не сме имале. Прв телевизор, сеќавам се, утакмици имаше некој крсак играше на стадион. И ми се враќамо и општина добива телевизор и да гледаме Звезда Партизан. Да. И сви напунимо се, ту едино телевизор ту имаше. На друго место не е имало. После почнава телевизори. Да. Значи интересно, добро. Па после Сега во кој? Ево, Да кажемо некако збора прво за твои родители, татко ти мекти, што се работале? татко ми е работео у Шамни цеви, како се отворил Шамни цеви, пред тоа работеше у Зебрњак работае. У Зебрњак се правиле коски. Тамо работае, па кога се отвори Шамни цеви 57 или 58, не знам тачно, туј се работее и до пензија туј работее. Мајка ми е била домакинка, почна да работи у Монапо, меѓутоа мислам 4 браќа, татко ми 5 мужи, морала да прави ручко. Мека ти била домаќинка? Домаќинка. Не е могла, она почна да работи, али виде не може. Она треба ручко и да прави за сви 4 браќа смо ми, 4 браќа. Татко ми исто муж и мора дома да не чува. Што? А од 4 браќа ти најстар си или? Не, имам двојца постари да ми е починал брат. Он работеше у Иску, Бобан. После Делчо работеше у Тракторску. Венцо е работае на бензинску пумпу. Може да знаеш. И на овој работае. На Мак Петрол. Мак Петрол и на автобус и после пред пензија на автобус шеф на бензинско беше. Да. И ја у пионерски дом. Значи ти си бија најмала? Трети. А трети. Намал беше Венцо, 55-ти роден. Он е баш доле роден. И он кад се роди, так ми купимо куќу горе. 55 година, значи 56 не искочимо од Пројски скак, преселимо се горе у тој куќиće. Браво. Тие наши тој родине са били отидева за Скопје и татко ми одима го зема куќа. Тај куќа е правена 32 година негде. Ќе го видиш ти стара куќа, још си постои туе како поминуваш. Кои ги другари ги памтиш од детство, кои се те останали у сеќање, а со кои си играе највише на сокак? Па еве, кажа ти, овие егејска фамилија беше тај Перо, Гоше, Ане, Благе, Осим Благе, после Јосе, Гане, има го туде на слику, туј седеше он после деде. Од овие додека најше сам играе со Момета. Кажа ти, Моме на бензинску беше шеф умрет човек. Он ми е бие голем другар. С njega смо си ишли по игранки у Соколано. Значи, од детство с njega, како смо почнали од прво, па и гимназија учимо заедно и с njega смо се најше дружили. Он седеше поза кино Козјак, туја одма, граничеше со овој, со кино Башч. Туј се седеше. Да, туј се седеше. С njega сам најше. Иначе у Соколано е. Ќе го покажемо слику, али каде си учила средња школа? Средња школа, гимназија. Гимназија имаше. Еве го, овој сам на средња школа. Тоа е акција била. Ово пише прво 6 класи. Да. Тој сме биле на акцију. Кој се те влека на слику другари од гимназија? Еве, Чекај. да покажемо на наши гледачи. Еве сам ја туј со наочале. Еве га Дионизови Жике. Дионизови и он е бедро. Томе Зељка. Јосе. Добро. Ево, да ти го покажу, Рушка Богоевска. Еве го дека. На Богоевску, Верку, роѓена сестра, рукометашка, еве го дека она е со. Рушка куде живее сега, Кованово ли? Не знам куде е Рушка, у Скопје ти да излази. У Скопје, У Скопје. Добро. Тај ги. После Келешов, Ристе, и он с мене учија. Доктор Келеш. Да, доктор Келеш, он е учија со мене. Не тако, забравија се ги полно. Не ги знам имена. Кој ти бие Оддавна е било. у гимназија класа? Ставре. Ставре, што предаваше он? Математика. Математика. Имаше ga, мислам дека негде ga наслику и njega имаше. Еве да ги спомнеме и други професори кои се биле... Еве матура, матурска е вајда, Да. еве дека тега Томе Зелицка, Костич Виолета, ја. Да, така е било традиција да се изведуе на матуру. Да. Еве, кој се влека на слику ти? Ја, Томе Зелика, Костич Виолета. А забравив име на ово како се
И ona se iselio, после не знам куде отиде далеко. Не у Македонија, не. Не, далеко. У Србија негде беше. Немате контакт с нива, не. Не. Не сме имали. Ово е прослава на матуру, а Маđo kad се славило тега матура е Кристал. било задовојство. Кристал е бие пун с млади људи, матуранци. Так смо могале, kad завршимо овој, еве ga Ристе. Видиш. Тега кажи га, Дионизовиќ, тега Томе Зељка, Добро. тега ја од позади сам, Костик Виолета, професорка по исторiju на директора жена, како имаше Милка. Милка, Да. Владо Филиповски. На Владо жена. Еве го Радица на почина она. Тево не знам дали го на Сега мора да те прашам, што ти памтиш од матуру, тој прославу, тој некако останува у сеќање заувек на свакога. Тоа е било доживле. Сви матуранти дотеране облечени за први пат сме могале да влезнеме у Кристал, пошто прето не смеја да влезнеш у Кристал, ќе да види професор. Ма тие работа, не смееш да отидеш, не смееш да отидеш. И војно лице отиде да учи. Еве га Чаче. Чаче, добро. Чаче знае, не знам дали го знае. Чуја сам, да. Чаче. Те саме Дуто од позади тега. Добро. Дуто. Бендо овој. Бендо, да. Бендо. Моме и Тошо му имаше на ова издела. Да, тоде. Ево он отиде после 8 години у војну школу, отиде одма. Се заврши 8 години, отиде како подофицир. И да ти кажа, сам го видеа, кад беше во војска у Бања Луку. Он се во Србија ли живее тој? У Босна. А, у Босна, добро. Тамо сам го видеа. Овие други? Ова е од проекција, дечко беше не. А еве га Бендо, Чаче. А кој бе водија Оливера. како екипа? Оливера е водила, да. Оливера, професорка. И напристи некој добар резултат памтиш? Не памтам, тоа не е било пара Поише за било резултат, ревијално и дружење, рекреација, да се дружи школе, од сви осмолетки, Кочурацин, Крстимир Сирков, браќа Милиновци и Христијан Карпуш. До 11 октомври не е ни постојала таки телевизор денес.
Не сам не поставя, после бегнавали. Значи имае си афинитет према рукомет, а после ќе кажеме дека си имае афинитет, још поголем афинитет према фудбал. Али овој прилику ми да покажеме слику од штафето, дека си бие малку повозрастен. Тоа е веќе кад работеше у младина. Овој кој година било, Маđо? 78 или 77. Еве го слика. Еве го и овде. Чек прво само овој да го покажеме. Ти куде си одека на слика? Еве сам одека ја ги воду. Еве. Добро. Ти. Еве сам ја туе, с мустаке. Еве га Мице ДБД. Мице, добро. Како дете он млад. Да, он беше активиста голем. Ово е Маđгалј. Милан Маđгалј. Да, он беше Атлетичар, добро. Да, он го носеше штафету и овие не ги познавам тој фут. А ова е пред Кристал. На паркинг плац. Да, тој каде што е паркинг. Да. Баш се сеќам еве га овој знак тој е. Да, еве га те знак е од позади зградата што е. Тоа е. А овие тројца не ги кажамо напред кои се не ги знаеш. Не ги знам, не ги. Добро. Овие активисти са биле. Не може да ги знам сви да. Добро. Али тоа е било веќе. Кажи ми, сам настан штафета припрема е било доста интересантна работа. Ќе ти кажу и тој. Пошто ја тек работеше у Сојузно социјалистичко младено, како технички секретар. Председател беше Владо Додевски, па после бе на Трајче Трајковски. Добро. И од тек се активираја и мораја сам да иду по сви села, пошто штафета кад идеше, таа е меѓу град. Сви села мора да ги припремиш да идеш штафета од руку на руку. А ова е тај слика што е и тоа е била саvezна штафета. Ми го презима смо и од тој го дава смо после на Србија. Из Македонија цело што еш. Али пред тој припрема што е било, морало да се иде по сви села. Да ги организираш по школе, кој ќе носи, од куде до куде да се трчање тоа е било, знаеш ти, тешки нема авта. И голема организација е била. Так сам ги ја поминуваја пуно села и так сам ги запознаја. Има смо Да, мора да се припреми добро света. Значи, многу голема организација требала да биде. За да мислам, нема тој промашај, не смее да има промашај, иначе после знае се. Да. Дисциплина е морала да биде. Кажи ми, од куде љубов се према фудбал се јавија? На чии наговор е тој бинало? Пошто ти после тренираја фудбал. Види што? Пошто како деца, мислим, многу да сме фудбал у гимназија. Сас карап мало, пошто и ми било... Ово се игралище што е тоа, да. Практично ми имало карап мала. Ми од озгора, они од оздола, и си туј сме, туј си почнава. Сак, пошто тој и Јосе беше, после Томе Барац беше, Владја Осим, ја, друштво наше, тој од нашо мало, и почнаваме у Металац да играме. Тоа е 11 октомври. Прво беше Металац, па 11 октомври. И како деца, тоа беше многу млада екипа, тој сме биле прво година гимназија, 17 година. Али, Маđо, мора да кажеме дека Металац се бие отскочна даска за Куманово. За Куманово, за КСК. За КСК, така се викава, да. Се викаше. И све, ја таму на 4-5 години све игра, док не зима Шанлица, не зима, биднама 11 октомври, после КСК зима сега стадион град има, нас не префрлива на помошно игралиште, тоа беше помошно игралиште, каде што е светлина сега и градинка. Меѓутоа тој беше свекал, направија некој бараке туе и так се откажамо комај цела екипа. Едни отидева за КСК да играв, ја отиде у Панче Пешев. Пошто брат ми играе таму и љубов, гледајќи ги нима. Сега во прилику ми мора да покажеме дел од фотографија од фудбалери. Да. Ти ќе ни кажеш и идемо прво со горни слика. Кој се тоа? Драган Мачка, Јосе, Павичевиќ Аса, не знам дали ќе чуе. Он отиде после да игра за Рудар Пробишти. Не сум чуја тоа. Рудар Пробишти, Миле голман, Јакимовски Јосе, Мите Вла од Добрешане, еве сам ја, Владја Осим, Таќо Вла, Столе, и така. Еве ја Јосе смо тој исто, сам туку сам слика. Овдека кој се? Ево видиш, е Бендо.
ми е бија тренер. Бендо, да. Милјана татица. Типко насумски бендо. Бендо, татица. Ова е војно лице беше. Еве се Тутрула. Тутрула чувен играч. И он играе туе. Еве га Ате Павичевиќ. Еве га Влашче, како му имаше од Добрешане. Еве га он. Еве га Јосе, друг Јосе за Команово после тоа и онда иде до КСК. Овој беше турче дете отиде. Тие не ги. Значи имаше само да кажам дека не знам зашто Канага нема овој слику. Тој сакаше да прашам. Пошто и он играше и он беше талент голем. Не знам. Според тебе кој бија Можда ти најголем кажувае талент, да, он кажувал емисија. Кана, Бие на пробу чак и у Партизан у Београд бие. На припрема мора беше за репрезентација на млади мора да се припрема. А и тржме га Партизан. Што докуде догораш, после не знам да ти кажам право, да. Дали после идеме по студије, расторимо се, он машински, не знам што заврши, после нема ми га Зоран Липитка ми га нема, и он играше с нас исто. И так се расторимо. Во кој е реално според твои сеќавање? Мислам дека Кана. Кој бија најголем талент? Кана ли? Да, Кана. Данчо. А голман бие исто и Дули Орашче бранија. И Орашче не знам, вега Миле, ја кад играше Миле бранеше, играше Ленга имаш од Шамли Цеви, после Жути едно време дојде да брани за нас, после у КСК у Куманово, после бранија за Рудар Пробиштип. Не, како Жути. Мада, извини што те од овие свити играчи, Тутрула е највише покажа. Тутрула за Куманово, како голгетер е бие опасан. Нема туе. И он игра каде мене, не, Тутрула не знам кој генерација бие он. Он е пред нас генерација, ali дојде после, он мислам дека и по други клубови кои не игра по Македонија и вајда пред крај на кариеру дојде у Металац да игра, 11 октомври ствари. Сакај си да продуиш у фудбал дале кад се растурие Металац или? Не, јас се сакаше да продужу, али па после отиде на студија, да ми шише Прилеп. Иначе после Зеко ми беше тренер. Не знам дали се чуја Зеко. Чуја сам, да. Зеко ми е бија тренер. После Чавдар. И он е тој свит од Шални Цеви. Тамо работа пак 17 октомври, кад беше, тој беше на Шални Цеви клуб и пуно работа со Шални Цеви. После Лјато. И он тренираше. Да, Лјато. Да, Лјато и он тренираше кod нас после. Не знам играше. После се расторива, зашто отворива клубови. Кирошо така отвори клуб. Да, Димчеревица. Димчеревица. Шални Цеви си сам. Зик отвори клуб. Чик отвори клуб. После ја селата и сви имаше. Клечовци имаше клуб, па имаше Пчиња клуб. На кој си позиција играе? Ја халф. Халф играше. После Страше. Страше Ивановски. Страше и он ми беше малко тренер. Меѓа се тренери. И он ја почина. Сега според тебе, кад би правија некој ретроспективу твоју, кој е најбољи играч на Куманово фудбал според оно што ти памтиш? Како одбранбен играч? Не, генерално, комплетно најбољи играч. Стареко. Банчи Иван Ивановски Стареко. Мада, они ga вика Банчо, он е Иван Ивановски Стареко, правилно. Значи, он беше ептен талент, дечко. Ептен играја. После Зезе играше тоја. Па Мите голман. Мите Шуга. Да, Шуга. Исто добар голман, после он Партизаните, Вардар, коде. Па пред тој се биле Шуте Бале. Шуте Бале, тој се веќе постар. Постари, да. Постара генерација е тај. А по што ти памтиш Маđо Старека, еве како играч? Многу, да ти кажам, многу он добро дриблаше с глава, играше многу добро, даваше голови, поврзуваше добро. И мислам дека талент беше голем. После од овие помлади Трајче играше добро, бек. Трајче Бошковски. Па Самар, халфа играше овој, како му имаше, на пројските си, дека он тој живеше. До Кано, тој се да си они, Кано е тој се дева, тој се кача. И он ише тој добро играше. Зезе. Имаше па после Шоња. Та е друга генерација. Та е друга генерација, да. Те са па Шоња, Жике, Цепле. Жике Цепле, да. Та генерација после беднава. А ја мислам дека се... Мада мислам дека Жике Цепле играе кога Петаковиќ малку и он играе. Малку која. А ја мислам дека Петаковиќ ги растори фудбал.
Чекајте, прашам. Зашто? Ево ќе ти кажам зашто. Некој ga фали, некој критикуе. Он дојде, тај екипа што го уведе Куманово во другу лигу, што беше и Пужотуја, што беше Трајче, Самар што беше, овие дви. Значи, они го уведеа Куманово. Све наши Кумановци беа. Он каде дојде, доведео Корчани, доведео Штип, доведео Србију, едно 2-3 години колку играла у другу лигу и од тој после више таа екипа после на цепета што викаше игра малку поиграва и настави се више Куманова екипа. Имаше тој време и мало фабрики доста да финансира да све. И мало е паре Куманово. Паре и мало, да. Тој Шаницевич и Кирофутак, Кожара. Видиш? Да, сви се помагале. Много јаки фабрики са били. Така да и сега знаеш дека нема ништо више. Стадион да надева, ресторира. Сега, ти како што кажа пред малку, фудбал више го стајаш, да кажеме, у друг план и идеш у Панче Пеше. Панче беше поиде ради тој што тамо брат ми играе и сега навечер Кој година си се памтиш улигнаа у Панче Пеше? Па негде 6-9-70 тур. Кој е тега бија председник на Панче Пеше? Дејан Спиридоновски, Дејко. На друштво, аха. Дејко директор на Јукториц беше, не знам дали се Да, сеќаш. чуе сум за Дејка, да. Руководиот се бија у Јукториц. Да, он ми е бија. Мислам дека е бија генерален директор. Дала генерален. Генерален, да. Па види, па он ни даваше... Лие се биле први просторија на... Види, јако, они Да Панче менјава ги они. Јако да сам играе, кодека што можа да играме како генерација, така беше сменена генерација, беше и брат ми, и овие други Стево, Крстевски, отидева Талјат, Биджо Вери. Талјат гимнастичар. Талјат ми, Да. да ја покажете кој да води тешкото. Ама, сега каде што е дом на култура, ту имаше куќе, знаеш, предала. Да, Прво беше книжара, па да ципеле, па Па биле... пазаре бе. Пазар беше позади нас. Прво беше стоковна куќа, знаеш, позади. Па после перфористој, тој имаше пивница, Добро. до сам пивница е била библиотека. И тој сме почнали да гледаме. Простори библиотека се префрлила, не знам каде е отишла. Тој сам ја прво почнали да играм. До пивница одмah, тој простор че имаше. Па тој беше коња појче, па надоле Димчева и Бица продавница. И тој имаше пролаз до пазарот позади. Тој сам, а пред тој, брат ми кај играе, они па бела, каде сек што е Карши паркинг плац, ту имаше една просторија, не знам што е, таа зграда се сека напред тој. Туј се они играле и мислам едно време и каде Палас. И тамо се играле малку, нека просторија. Али јас сам ту играе. Ово е интересантно да кажеш, Маđо, ако се сеќаш нормално, кад си ти уште ние, тој 69 година, колку члана сте биле тако Панче Пеше? И тој беме од нас генерација, сменена генерација. И можда и мало, но 40-50 души. Разбираш? Меѓутоа тој селектира се полак, кој си има слух, уклопи се. Тој е так од гимназију почнава да доваѓа овај Мирче, Крстевски, ја, још некои деца, после од економско школа девојчиња, и тек почнава. И дојде ни кореограф Раде од Скопје и направи еден добру екипу на фолклористи. Меѓутоа тој беше све дока не отиде у Прилеп да студира. После други генерации дела, оно си дело со Рајчо Вукановски, после он спрема. Има... Чекај, ти си отишел при да студираш и оставиш Панче Пеше или после па се враќаш? Не, остало га Панче Пеше и после кога дојде од Прилеп, кога се вратил, веќе се запослил у Сојузна студичко младина. Значи, колку време си ти бие у Панче Пеше, фактички? 3-4 години. Не се много вие. Овој прилику да покажуваме слики од Панче Пеше. Много са мали. Ово е друштво на спомени. Еве овдека. Ово е, ако може... Ево, слободно, земи наочере покажи. Тоа е друштво. Ко- Тоа е друштво на море каде сме били. Добро, ако, кажи, нема везе, ајде ќе повржемо. Тоа е на Суто море. Еве га Црни, Драган Црни Гажор, Благи Гњат, Жике, ја и Томе, рукометаш. Томе Цана. Не, Томе Цана, бе... Томе Ниси. Голман, Стошик ли беше? Стошич, да. Еве,
Тега. А, добро. Тоа е на Сото Овој море. сте били на На Сото Сото море. море сме сликали. Добро. Тоа е друштво, мисля да е на споменик. Да, на Кој е да на покажемо? споменик тој. Тој е Жике, Мира, ја, Црни Гаджор, Славјана, овај на оваа жена сега, плавога како неше стално ги има. Да. И тој е на спомените со факто. Тој борчињата играат позади. Еве га Панчо пеше, ово е у Паланку. Теја ако не воду коло. Тоа е било у Паланку. Кое коло е било тега? Српско, Србија. Србија, да. Сплет Србија. Тоа е у Паланку средбе меѓу Бугари и Македонија. Средбе и тамо сме играле. Еве га и во Паланку. Еве га Талјат прв, кој го води тешкото, на Тупанку, Еве га Талјат, а јас сум до njega. Талјат Весели, Весели тоа, а брат му поеше у Кумановско трио. чувени наш гимнастичар. Да, да. И с njega sam bio koliko puti i na bazenu u Štirsku plažu gore. On me učio da se džipom od skakavonica. Ali бија гимнастичар извареден. Ovo je Dozvoli moj, samo. ovo je, da ti ga pokažem, ova slika mi je najdraga. А ја објасни што е Сега ова? ti objasnim za ovu sliku. To je, sam ja na konja, to je na Balkanski festival u Ohrid. U Ohrid. I сега знаеш го песну Белјана Платно Белеш. Така е. И сега винари да не му сгази платно, при нас платно има. И он како вика, не го сакам виното, ако ти го сгазиме платното, ќе ти дадеме виното. Нека не го сакам виното, го сакам момчето што напред води карванот. Ето. Тој имаме, тој беше Живко Фирфов, ја го тек водеше, не знам зашто Талјат не беше тешкото, видеме он у овој ношњу. И вика, ти ќе се качеш на коња, ќе да водиш карван, ќе бидеш момче. Најздрага и чибук ми дадева и изуzetно да. Тој е бил Балкански фестивал у Охрид. Сега ово е поверојатно друштво Блед, а ово е Блед 68. Тоа е на екскурзију школа. Еве сам, ја тој е Никола Давидовски. А Коле певач. Еве га, да. Томе Зејка, Јоско, Јосе Јакимовски. Еве го Рушка. Што ти кажа? аха. На Боевска. На Верко Богојско сестра, добро. Олгица, Виолета. Изузетно. Така смо си били на екскурзија, пошто ставре не кеше с автобус и ќе си идемо со спос. И Коле гитару, хармонику, весела, убаво смо се поминали. Еве други фотографии. Тоа е на вруќа вода. Традиција е било да се иде на киселу воду. Парк убав, тој со друштво си идесмо и за 2. мај, и ово кој, като било убаво време. Еве, поголема слика, еве го поголема слика, исто на вруќа вода. Ово е, ајде ще пут да го поновимо друштво стандардно. Еве ги тоа е. Само да го камера фати. Ја, Жике Крстовски, Мирче, Црни Гаджор, Столе Петковски, Добро. и Славица, а Жути спиен. Девојко на овој. Жути. Жути, работиш у водовод, у Зеленари, вам се дене. Осе го пензија. Пензија, да. Еве ја дека Бране дебел. Бране глумац. Да, Бране. Бране. Еве га Мирче Ја. овој. Мирче и Трајче Трековски. Да. Ега, тој Што беше у позариште по полиција, да. председател на млади беше на пазариште, на овој Едно директор. време беше и Сашо Кузмановски председател. Пред. Сашо, после те у Скопје. Да. Најавлja Сашо. Па он ги про... Значи кој е дека покај Бране. Бране глумац. Ја со Смустаке, Мирче. Мирослав Крстовски и Трајче Трековски. Ово куди е стикано да не е Соколано, не. Па не знам куде сум се... Може... Тако ми изгледа позади дека као Соколано, не. Не. Трајче не е бија. Ово може да е у гимназија. Пошто така имаше у гимназија, имаше, ке ти кажу после, свирке. 3+2. Еве ово е исто. Тоа е Блед. Ја, Коле, Томе и Јоско. Јакимовски Јосиф, фудбалерство беше. Сега Никола Давидовски, тоа сам ја, Јоско и Томе Зејка. Така се е ишло на екскурзија, било е голема радост. Припреме се биле многу опсежни, да кажу, и дугачки. Еве овој. Тој на вруќе воду клас наш. Тега Жике води коло, Гане, ја, него Рушка до мене. Коле свири, Никола Дровски на хармоника свири. Еве го Рушка. И тој смо вруќе вода е било. Еве исто дека ово е Крива Паланка, 68
Девето ли е овој? 69. Да, тој прескачни продолжај, крива поланка е тоа, да. Тој ја и Мирче ли се учеви? Да, Мирче. Тоа е на море кад сме биле. Сега да ви кажа, погледни го овој слику, да ти очи. Ај погоди, кој е овој, дали ќе погодиш? Не може се сету, ти ќе помогнеш, кажи. Ја црни и Нино. Нино Величковски. Величковски охот. Еке како е слабија. Да. Ето, тамо си слапови на крку. Ох, тамо. Еве га, пошумување, ега Ставре. Да, чувени професор Ставре. Ега Ставре. Чека, он е на Ристо татко. На кој? Па не знам како му се вика сва деца, бе. Да не му е на доктора Келешова? Не. Добро. Тоа е било на пошумување, овој дел доле, карши Ловас, лева страна. Лева страна, Боровиште. Ето, ми сме гимназијалци пошумувале тоа. Добро. Тоа е тоа. Добро, тие се помали. Може ти кажу, еве, у Кристал. Чекай само да те прашам, у Прилеп што завршуваш ти? Више економско. Више економско. Комерцијал. Комерцијала. Комерцијалиста, да. И после ти доаѓаш да бидеш председник на младину на Куманово, така ли? Не, секретар. Секретар, технички пардон. секретар. Трајче, прво Владо беше Додиски, па Трајче Трајче. На чiju иницијативу си бина секретар? Предложиете некој или ти се аплицирае сам? Па види, ја како активиста беше тамо, Моме беше Станишевски Моме беше технички секретар, отиде оно војско и ја пошто се вртеше тамо, пошто вие штафете, радни акции и на иницијативу на Трајчето. Вика, може ти ќе замениш Момета и тамо работа и доста беше активен и тамо да ти кажа. Тоа е друштво. Сега во кој се прозборил Тоа е малку Кристал. и за твој младалачки живот. Ово е Кристал е. чувени Кристал. Да, Кристал. Имало е многу седењки, незаборавни дружења. Еве ги, туј. Ја, Црни, Жике. Ова беше на Жике Беконшија, нема заборавимо име. Тој сме. Ќе ти кажу и за Кристал пуно работа, пошто кога ќе дојдеме до радни акции, Да, радни акции, чека да ги најдем слики кои е било. еве ги, за туја радна акција. Еве ги. Мажо, радна акција е било доживење за свакога младога човека Да ти кажам, да отиде. Еве ти кај си бија командант беше. Шамат Сарево. Да. Тоа е 70. Тоа е пруга. Да, друг колосек, 78 години. Може 48 е правен прв, а ово е друг колосек. И Шама Сарево ми беме у мај. 78 година. Да. Онова прв е почнала, која што е почнала да се гради прв колосек, од април за 29 ноември мора да се заврши. Добро. И тој са биле акција, овие бригадини са биле 100. До 100 души. Пошто морало е да тоа е била права акција, морало врнало, не врнало. Мора да се работи. Јас знам, бие сам Да на се три заврши. акции, да. Да се заврши. Ово се акција. Кумановци дека или? Све команоци. Можеш да кажеш некој ако Цела помниш? бригада. Ево. Цела бригада. Да кажеш некоја по име кога памтиш. Еве се мракава командант. Еве га Русе отиде у... Он беше бригадник. Овој отиде у Лесковац. Ѓоко музичар. Почина се и он сега. Ампе. Тој е докторка Лидија, гинеколог. Добро. Лиде. Него тој мора да е и Нице. И многу се души и ситни се не да ги било. За тој акцију, дека мислам Еве овие други слики Пишуе. дека еве да покажеме податок дека пишува овој писан чланак колку се биле мушки, колку женски. Да. А види, морало е да има од прва пропозиција. Одредено женски, колку мушки, ученици, студенти, радници. Добро. Од сви структури мораше да има, за да, ако сакаш нешто да убиеш некој награду тамо, мора да има. Ако не ти се тоа уклапа со пропозиции, работиш, али не. Иначе, еве, тоа е И се добие ударнички значки. Еве го ударничка значка Шама Сарево. Да.
to je Šamac Sarajevo, Drniška značka. Ova jedna je 77. godinu Zagreb, Da, to je bila Sava. Sava 77. Da, To je beše, to se je Jarun. Jarun, To je sportski centar. Sportski centar, da, tu je za veslanje imaš. Da, to je. I 79. godinu Popova Šapka. Tamo smo bili, pravimo ga vodovod za Tetova. To sam bio, i tamo sam bio komandant. Na Savu beše Mome Ljudsko, on beše na Savu komandant. Znamo što znači Tamo sam radna akcija. Polagaja sam tamo i šoferski, jer tamo se i šoferski polagaše. Za mladog čovjeka radna akcija je bilo doživlje, jedno ubovo iskustvo. Marijane, da ti kažu deka toliko entuzijazam, toliko sam se kale, djeca da idem, mi smo prekjale po 6 brigade. I bilo je konkurencija golema. Ljudi tražile se da preko Vrsko da ulegneš. Da, da. Međutim, kako bi daje komandant na ovoj predsedatelju na glavnu konferenciju, retko dozvoluješ neko da se švercuje. Prvo mora da se pripremi, na pripreme smo išli, za malko da mu žuljevi da mu se napraviš. Da, mora. Ako se znaš prema ovoj kad ideš prema Vizijanu, leva strana te, to smo sve pošumovali. Sve Borova šuma, gore Rip, cela je Borova šuma. Tu i mnogo smo imali direktora na klečovce stopanstva. Razbiranje, oni dadeše autobus, po 3 autobusa ni dadeše, po 150 brigadira, alati i smo gi pošumovali. Cel teri smo mi pošumovali. Sve cakom pako. Sve cako, i sad milijan da gledaš gore, sve je Borova Kam šuma. ti je ove slike da gi prezentiramo, što je ovo? Čekaj, ajde da počnemo se od pionerski. Ovo je pionirski. Da, to je pionerski sve i ovdje kao ja slike gdje smo išli. Evo je fotografije. Ovo je zimska idila, što vikav. Ja sad ti kažu za pionerski dom. Pionerski dom 82. godinu, Kada je pušten tačno? 77. Da. Delo mi je bio prv direktor Vlado Kristovski, 1 godinu, posle u penziji, posle Stojan Karanfilovski. U tije zgrade koje tebe tu negdje je žive, ja se ne da li živi, da li se, pa Violeta Devor. Da. Znaš, pa posle Beti, posle Violetu da ne znaš. Da. Pa na kraju Igor. I na kraju Igor. Kad se rasturi već. Da. Kad se rasturi. Preto je bilo gradsko kupatilo. Tu sam se ja banjaje. Gradsko kupatilo, na grb, na krpu, a dole furinja, lepče, na grb, Tako je. A ti kad si primenu u pionirski dom? 81. u 2. godinu od januara. Od januara. Da. Te kad si došao u pionirski, znamo da je imalo puno aktivnosti, sekcije imalo unutra. Sve ti je na broju što smo imali. Ali najgolem podem, pionirski imaše Violeta Devor. Znači, šahovska, da počnemo od sport. Ping-pong, Bora Kostić je vodeše pravac na Makedoniji imaš od pionera. Streljaštvo, Zvonko, streljaštvo. Kompjuteri, literaturna, likovna, primenjena umjetnost, anglijski jezik. Ima smo zaposleni, stalno zaposleni profesori, 5. Znači, negdje 13 duše vemo, od tije 5 imamo smo po anglijski. Negdje imamo smo okolo 2000 djeca. Ajde mađe ovu priliku da kažemo koji se bili tega s tebe vraboteni, koji se ljudi ljeve. Stvarno sam mnogo rabotali, ti toliko sekcije da organiziraš, da praviš manifestacije. Koje se? Ti je na broj. Znači, Zvonko vodeše streljaštvo. Dobro. Aleksovski Storin, Mićo, vodeše likovno. Evo je Snežan Gradski ti pogažemo. To je sve on pravi ja, zajedno sa mene. Isto Čelika. I moment Čelika. I on se postoji uključi kod nas, preko školu, preko kaže, Kočaracina, tu je otišao, on poče nas. On. Posle Violeta Devor, Slavica Petkovska, ja, 5 profesorke. Oni postati dela se u privatno. Lidija, sad ima privatnu školu, Karši školu, Keti, docevska, ona. Ljubiša, direktor što je na privatni fakultet. Ona botiša. Eurokoleć, Buve. Buve, Ljubiša, Lide i još jedna koja je više
А Славица, кој беше те Славица? Петко Стефанца педагог беше. Педагог, али водеше и литературно. После има смо драмско, Живко Пешевски ги водеше. И одма да ти кажа дека тај драмска екипа што е била, ваш директор Драган, тај негова екипа после овој кажи у Скопје глумац овој градоначелник што беше. Кандидат Шанац, нели вика се Драган Тони Михајловски Шанац, он. После овој дете да била с njima беше па сексос ова Дацо Драгана со Шаните заедно глумив, исто гледам, рекламирав. Значи таа една негови другари. Таа екипа е била. Со Жико ни водеше. Пешевски Живко глумав. Да не мислиш Коките сега, Коки што е? Коки, да, и он. Да, овој... Оној дебело што рекламираше, овој... Нема љутиш. Нема љутиш и овој, кажи га. Буџен Козјак. Они изузетна екипа. Они кад спремасва, ми сме имале приредбе од градинке, сви, до четврто дење, кад ја почне декември пред Нову годину, цел месец. Значи, пионерски дом е бие. Пионерски дом е бие синонима се за жал едно големо ругло. Штета, тој треба да се обнови подхитно. И тоа е, зашто на некој начин и тоа е мал дел од историјата на град. А види, тој видиш и глумци, и стрелци, и пинг-понг, и све. Шампиони има смо. Од литературу, новинарка ова што води на телевизију, на Телмо ли беше? Води ли тој емисија? Оливера Трајковска. Да, Вин емисија што го води. Да, она, каде Виолета Деор, литературно, од тој идеше. Па овај што беше на Совет, сега сум како имеше овај? Атина. Она тој е исто. На Оливеру сестра, значи искочива деца. Плејада на успешни новинари. Добри шахисти, добри пинг-понгари, стрелци. Костича, Ниџо, шампион. Бобан Тик-таку. Да, шампиони бева они се. Нико Дувлиц, све добри пинг-понгари. И шахисти добри има сме. Али... Ево, ово е исто Попова шапка ли е ово? Не, ово е Маврово. Маврово, пардон. Тој да ти кажу, тој бемо ми организатори 3 години, наместо Карпош, Скопје, и горе сме на Бистров правиле. Ово ме интересира. Биле сте доста вработени, ви сте биле под капо на општина, сте имале плато? Не. Нас не финансираше прво Министерство за образование и за културу заедно. Добро. После отидемо само Министерство за образование и каде де Новковски. 90 Новковски. Да, каде де он да биде министра за културу, кажа дека пионерски домови не биле функционални. И остана само Карпош Скопје и у Струмицу, што има са едну просторiju само има са, меѓутоа останава се и ги финансирав. Може сакам да те прашам, како одговоришен радник од Пионерски, кад би се тој сек све обновило, кад би се дотерало, што викав да заличите објекат, која би било намена сек според тебе на тој? Па најдобра намена би била да се биде за секција за деца, да. Исто има многу убава сала за приредбе, за настани. Сало имamo, знаеш, 240 седишта. Да. Горе имаше сала за фолклор, па си имаше сала за хор, музичка, па си стрелјачка имаше со автомати. За манифестација, да. Па си драмска имаше, па ликовна си имаше горе со тие пунктови све. Али, штета е. Тоа е Бунец. Екипа што е била. Да. Видиш, туе овие лавови ги покажувати, не знам дали ја виде храм. Одека гледаш и коњи, со скочи Томи Джери позади. Направиле су изузетно уметнички перформанси, изваредено. Еве ги одека тие коњи исто, еве ги. Ово со 2 вола кој тегли. Чека да ја најду овој. Да ти ја покажам. Еве ги 2 слона. Слонови беше. Да. 2 слона. Покажи. Храм у Скопје. Лепота. Прво почнава, прво почна такмичарски да видне. Меѓутоа, еве го ова исто. Едно 3 години све ми прво место.
Nema šansa neka da ih zem. I после една чисто ова вика да не. Лепо. Да, покажам му слика. Еве, овој се Тој ја кад беше у пионерски. да, овој се разни манифестации. Пионерски, он ја спремаше и фолк. Фолко спремаше, тоа е комицко. Едино јас сам го спремијал на Куманово комицко. Еве, Тук са овој. деца, тук пишуе која манифестација е била. Пионерски музички средни. Да. Еве. Имало тега многу такви манифестации. Абе нема, пред ново година, кад почне со мене, нема цел месец, нема идења долу. Еве, тоа комицко ми е тоа све. Тоа сум ги јас спремаја. Еве колку е било таа сала убава за тие Тоа приредби. сало е, тоа све у сало е, го бина, се. А сега за жал тоа е голема руина. Нема, тоа се се. Значи, кад спремаја у Пионерска, Еве оваа слика. тој ми е, вајде дочек на нова година. Жике, жена му, ја, Мирче, Стево, жена негова, ова е докторка. Ова сме струва на нова година. Сега, да те замолам да гледаш тие благодарници ги покажемо. Еве, тој ми е Панче Пешев. Да посебен придонес во работата на друштвото и зачувување на афирмација на фолклорното богатство. Да. Еве, Панче Пешев. Сега таму има ново руководство. Да, се, не знам што е битнало. Знаеш и сам. Да. Али сви кои се работали има си заслуги своји, Имаме и сваки даде свој и придонес. плакато имам. Али него да не се, ајде. После съм кръводарител на 20. Колку пut си даде На крв? 20 пut. Ovo je mi je za 10 godina. Iz Dačke dao to. Da. 10 godina. Tu ne mogu da ga nađem, jedan kup imam što da ga. Хумано е да даваш крв, да помагаш на луѓе. 2 puta godišnje sam davaja, u mart smo im davaja po povod Dana krvodaritelji i po povod 2. avgust u avgust. Да. Znači na 6 mjeseca sam davaja krv. I сега много помага тоа што од puno работа sam ослободен. Да. Преку еден сат збориме омажу во емисију. Има puno да зборимо. Имам još mnogo. На крај, ти кажа на почеток, али овој прилику еве да ги поздравиме од твои унуци, да ги кажеш по име свите унуци, зашто нима ако не ги поздравиме ќе се наљути. Знаеш како е? Evo da kažem, moju familiju, znači, žena mi je bila doktorka, Jana Slavkovska, transfuziolog. 3 deca imam, 2 kjerke i sina. Една кjerka mi je u Ohrid, Тамо дадена. ne, u Kumanovo dadena, ali отидела se tamo da работи. Зет dobro работа, и ona ne ide. Od njima imam muško i žensko. Добро. Дека една кjerka, najstara kjerka Frosina, odadena je u Kumanovo. Она куде работи? Ona работи u Skopje, u ovие fabrike, А овие странски компании. da, u tije stranske vojne. I zet Viktor, on je motorđija, s ove mečke. Мечки иде, Mečki, добро. čak imaše kao Deda Mraz. Aha. Viktor, oni tu sede blizu. A Ivana mi je u Ohrid, tamo i ona, znači, 2 unučija, muško i žensko, Anja i Konstantin. Konstantin je drugo unuče, na Frosita je Jakov i Tamara, ona mi je najstara unučka, Dobro. i na sina Igora, bliznačinja, Ana i Irina. Еве, сви ги поздравимо. Да су живи и здрави. Да Snaška mi je расте. na Igora, žena je na kjerka na Борчета Borčeta Краја, Kralja, чувенога кошаркара. Košarkara, da. На Куманово. Na Елена, ona je profesor po angliski, работи земјоделско. Да. И тоа. Hvala ti Mađo što беше гост и ја ти посакую здравје и да се видиме па да збориме за Куманово, зашто тоа е неисцрпна тема за наш град да се збориме, многу настани, а ти презентира дел од оно што знаеш. Да. Абе, Куманово, ја знам од малече, пошто сам туја, многу добро. Тоа се вика, знам и од базен кој ја бија позова. Да. За стадион туја имаше базен, не знам дали се ти кажували. Да. И туја беше феријални дом. А туја после сме сишле пешки до базен горе, војни.
Кудешани цели тамо посебно на Сториси тој и тамо сам бијат, што ти кажат, со сталјата тамо меѓу чијаната джипама од скаковница. Па отиш на Соколана, Соколана чувена. чујна игранке, Да. со друштво девојчиња, па после не сум ти кажаја, за у гимназију имаш игранке. Игранке, да. Ти се формира 3+2. Не знам некој дали ти е спомнава за 3+2 Спомнава, оркестар. да. Жике беше Крстевски поеше, Ристо Келеш, Трајче, професор по математику, и кој бе бубњар, не знам кој ги беше. И Да, гитарист. имаше на Фейсбук една почтива група дека не група него објави некој за нини музика. А ти кажуј, они како вамо горе беше глечери, знаеш? Да. Па ту сем ги беше Шоиќ, Вучич. Вочиќ, Шуте, Шуте, да. бубњар. Они беа вамо после 3+2. Дојдева и почеток немаше доволно. После жике другари смо биле, почнава се пуни, просто бе една пуна сала. Фала ти, Маđo. Еве на крај ше еден пуда, драги мои кумановци и кумановки, еве га овој фантастичен производ, имунобазик, тодоксин за имунитет. Извареден производ, каде јак имунитет, болест нема шанса да ја нападне. Толку за денеска, поздрав од ресторан Ексклузив и све најболje.